Исаја 42 глава, 6 и 7 стих. Јас Господ те повикав во правда, те зедов цврсто за рака, те вобличив и те поставив за завет на народот и за светлина на племињата, за да им ги отвориш очите на слепите, за да ги извадиш затворениците од темницата, од темнината оние што живеат во мрак. Езекија 34 глава е малку во негативен контекст. Не ги подкрепувате немокните, не ги лечите болните, не ги преврзувате ранетите, не ги доведувате назад за скитаните, не ги барате загубените. Повикани сме, сега ги просликуваме оние карактеристики кои што ги читавме за градовите на нашата црква, на секој од нас личност. Повикани сме да ги чистиме патеките, да се ослободиме од предрасуди, да им посакаме можеби добре дојде на негативните групи во општеството. За кого беа градовите на прибежиште? За оние кои што не сгрешиле, за светците? Градовите на прибежиште беа за убијците, за негативните групи. Ако не најдат тука прибежиште, каде би нашле? На друго место. Зависници, отфрлени. Исус јадел и пиел со такви луѓе, цариници. Црквата е Божје орудие за спасување на луѓето. Понатаму, повикувани сме да поставуваме знакови. Знакови на љубов, на патиштата и да повикуваме. Вратата на нашата црква да биде отворена ден и ноќ, не само за нас, и за странците, тугинците. Повикани сме да испраќаме гласници надвор. Ги пречекуваа они, така? Оние кои што имаше проблем мака, тие беа таму на патиштата, ги пречекуваа само со цел, да дојдат, да ги згрижат. Повикани сме да ги згрижиме луѓето материјално, на оние кои што им е тоа потребно. Да осигураме потполна рехабилитација и да ме возможиме во црквата да започнат нов живот во Господа. Тоа беше, крајната цел, суштината на градовите на засолниште, а таа е цел и на црквата како град на прибежиште. Затоа тие постоеле и затоа нашата црква постои.